таа структура околу Георги Иванов, која може би стоела во позадината на 27 велите разузнавачки структури, имаше тамо нели размена на СМС пораки, фотографии, снимки помеѓу Горан Живалјевиќ и Синиша Лексовски, сега доминира до Министерството за внатрешни работи. Наке Кјулев, Синиша Лексовски, така натаму. Значи, таа структура не само што не е санкционирана, туку е унапредена, е временски политички рехабилитирана. Тие се уште во игра, тие се уште во функција. Навистина едниот избега во Турција, со купчена информација и со полна актен ташно што се вели информација безбедносно разузнавачки, меѓутоа таа структура имате во Грција 20 имате еден во Будимпешта, значи ние сме како село без куќа. Таа структура која не е санкционирана за 27 април и понатаму ровари во Република Македонија. Акција на кокаин пробива, банани од Италија, крушопек и така натаму, лаверита, орце, камче, бомби. Значи тоа се структури, господине Кекиновски, видите. Не треба да име наивни. И доаѓа една струмичка структура која влезе во марихуана ко дете умр малат, која влезе во марихуана ко дете умр малат и се ние збориме за правна држава и владење на право, 500 евра плата. Толку сега се на потек граѓаните на Република Македонија. Мора да им се понуди една честна и чиста политичка опција на граѓаните на Република Македонија, за да конечно не бидат слуги. Боро Малборо го фаќа. Боро Малборо, градоначелник. Јасно ми е, вас мислам дека исто размислуваме. Боро Малборо го фаќаат, нели, па го слобода тамо за шверцо со цигар. Така, условно осуда. И сега има лиценца за марихуана. Мислам се извинувам. Каде оди ова, Кекеновски? Ова не води никаде. Имате ли представа каде ова може да оди? Тие не само на почеток што го деформираа системот, туку потполно го руинираа целокупниот систем.